Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Почитувани, овој пат ќе зборуваме за празникот Вознесение Господово или Спасовден. После Воскресението, главен настан во историјата на црквата е Вознесението Христово на небото. Овој настан црквата го одбележува како посебен празник, што спаѓа во редот на големите Господови празници. Според христијанската вера, по Вознесението, Христовото земно присуство завршува и започнува неговото невидливо присуство во црквата. Вознесението Христово се случило во 40-тиот ден после Воскресението. Што пишува Светото Писмо? Настанот на Вознесението е детално опишан во Евангелијата според Лука, глава 24, делата апостолски, глава 1. Според овие текстови, откако бил распнат и воскреснал од мртвите, Христос постојано им се јавувал на учениците, а се со цел да ја зајакне нивната вера во чудото на воскресението Негово, и така подготвувајќи ги да го примат Светиот Дух кој им го ветил предходно. А штом јас ќе заминам, ќе ви го испратам Светиот Дух кој ќе дојде и ќе му ја објави на светот вистината за гревот, за Божјата правда и за судот. Јован, глава 16. Во Евангелието се вели: Исус ги собра апостолите на Маслиновата гора, ги благослови и се вознесе на небото. Потоа се појавија два ангела и објавија дека ќе помине време и дека Христос повторно ќе се врати на земјата во видлива форма, за да им суди на живите и на мртвите. На местото од каде што се вознел Господ Исус Христос, царицата Елена изградила црква. Подоцна сарацените таа црква ја разрушиле и денес постои една мала црква. Новиот завет пишува за Вознесението. Се вознесе додека тие гледаа и облак го зеде од нивниот поглед. И додека гледаа кон небото, додека се вознесуваше, одеднаш двајца мажи во бели облеки застанаа пред нив и рекоа: Луѓе галилејци, што стоите и гледате? Ово е истојот Исус кој се вознесува од вас на небото и кој пак ќе дојде на ист начин како што го видовте да оди на небото. Дела апостолски, глава 1. Името на празникот. Името на празникот ја одразува суштината на настанот, вознесение на Господ Исус Христос на небото. Со вознесението завршува Христовата служба на земјата. Се вознесе во 40-тиот ден по Великден. Бројот 40 има посебно значење во христијанството. Уште во древна Јудеја, според Мојсеевиот закон, на 40-тиот ден по раѓањето првородените момчиња биле донесени во Ерусалимскиот храм за да ги посветат на Бога. Следејќи го овој закон, Свети Јосиф и Света Дева Марија во 40-тиот ден по раѓањето го донесоа Исуса Христа во храмот. Тоа е што го празнуваме празникот Сретение Господово. Овој обичај и ден денеска се одржува во православната црква. Сега на празникот Вознесение Исус Христос повторно влегува во храмот, но овој пат во храмот на Неговиот Небесен Отец во Небесната црква. Празникот Вознесение Христово уште се нарекува и Спасовден, затоа што на овој ден завршило делото на нашето спасение и на нашето искупување. Во што е значењето на празникот Вознесение Христово? Се што создал Бог има вечна вредност. Се што извршил Господ Исус Христос на земјата исто така има вечна вредност. Он дојде за нас и заради нашето спасение. Изнаоѓаше разни начини да се доближи до луѓето, упатувајќи ги и доближувајќи до Бога, се со цел
на сочување кон вечниот живот, кон вечното спасение или Царството Божјо. Неговата мисија на земјата ја вршеше не само со зборови, туку и со дела. Така, читаме во Евангелијата, болни лекуваше, мртви воскреснуваше, а за најпосле и самиот Он да воскресне. Се што проповедаше, се исполни. Така и вознесението Негово на небото има своје значење и своја важност. Во што е важноста на вознесението? Значењето е во возвишувањето на човечката природа во неговата личност, отварајќи ни нам можност при општото воскресение и ние да се вознесеме во највисокото живеалиште на светлината до самиот престол на Севишниот Бог. Овој празник исто така ја потврдува надежта на нас христијаните за второто Христово доаѓање. Во Светото Писмо се вели дека апостолите со радост гледале како Господ се вознесува на небото. Ќе се запрашаме, зошто се радувале апостолите? И каква е таа радост што трае до денешно време и постојано се возобновува, кога знаеме дека вознесението е момент на разделба? Зошто велиме дека со голема радост гледаа како Он се вознесуваше на небесата? И не само тоа, ако погледнеме во историјата на црквата, ќе видиме дека после вознесението Христово, црквата претрпела големи страдања и гоненија, мнозина биле измачувани, трпејќи големи маки кои, за жал, на некои делови на земјата се уште се присутни. Но како што велат црковните свети оци, црквата денот на вознесението не го празнува како ден на разделба, туку ден на соединување и враќање кон Бога Отецот. Да се подсетиме дека Христос рече: Јас сум со вас преку сите денови до свршетокот на светот. Матеј 19. Затоа ќе речеме дека целата радост на христијаните извира токму од неговото постојано присуство во црквата. Уште Христос вели: Каде се двајца или тројца собрани во Моје име, таму сум и јас според нив. Матеј, глава 18. Оттаму велиме дека црквата на вознесението не гледа како негово напуштање на луѓето и како наша разделба со него, туку го славиме неговото славно вознесение на небесата, овозможувајќи ни нам и ние да се вознесеме при општото воскресение. Почитувани, празникот на вознесението е празник на отварање и пристапување на небото, Бог, кон човекот, празник на откривање на нашиот вечен дом и местото на нашето вечно живеалиште. Свети евангелист Јован вели: Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, та секој кој верува во него да не погине, туку да има живот вечен. Зашто Бог не го испрати својот син во светот за да му суди на светот, туку светот да се спаси преку него. Јован, глава 3. Зошто свети Јован вели за спасение? Познато е дека по паѓањето во грев човекот се откажа од Бога и заборави на се она што Бог направи за нас. Гревот беше причината што небото и земјата се разделија и ние станавме исклучиво земни суштества. Оти гревот не води кон Бога и кон духовното, туку исклучиво кон земното. Гревот не е ништо друго, туку наше одрекување од небото и од Бога. Ние, луѓето, направивме гревот да се расшири низ целиот свет. Се уште слушаме дека човекот е само материја, значи без душа, и дека се е материја, и дека целиот свет е материја, и ништо друго не постои освен материјата. Во такви околности секој кој верува во духовното се смета за назаден, прост или изгубен. Свети Јован Златоуст запишал: Ме прашуваат што е тоа што црквата нуди,
какво е тоа небо во кое се вознел Господ Исус Христос, кога се знае дека горе нема ништо од тоа што вие проповедате? Тој одговара: мене не ми треба друго небо, кога знам дека јас самиот ќе постанам небо. Сега Бог преку единородниот Син Божји, Господ Исус Христос, слезе од небото за да му се доближи на човекот. Речено е: од Бога започнува и во Бога завршува љубовта на светот. Како ќе постанеме небо? Кога црквата зборува за небо, тука не станува збор за некакво вон галактичко пространство или пак за некаков непознат космос. Станува збор за небото кое ги опфаќа љубовта, добрината, милосрдието и сите други добродетели што не ги врати Господ Христос. А токму тие добродетели ние ги изгубивме со паѓањето во грев. Тоа е небото на вечниот живот или царството на вистината, добрината и убавината. Небо кое ја облагородува душата на човекот. Тоа е небото на безгранична љубов што ни ја врати Христос. Животот започнува од љубов и завршува со љубов. Бог е љубов, вели евангелистот Јован, 1 Јованова 4 глава. Христос ни порачува: љубете се и жртвувајте се еден за друг, како што јас се жртвував за вас на крстот. Освен тоа, Он го проширува доменот на љубовта не само кон ближните, туку и кон непријателите. Туку вие љубете ги непријателите ваши, молете се за оние кои ве навредуваат, кои ве гонат, оти сето тоа го прават заради мене, заради моето име. Лука 6 глава. Ако го засакаме Бога, ќе засакаме се околу нас. Љубовта долго трпи, не се превознесува и се жртвува. Затоа ќе речеме, љубовта е темел на верата во Бога. И без љубов нема вера во Бога. Љубовта е крст и страдање за ближниот. По тоа ќе ве познаат ако имате љубов помеѓу себе, вели свети Јован во глава 13. Ако сакаме да се вознесеме на небото, неопходно е да се наоружаме со љубовта и сите други добродетели. Победата на смртта е посебен триумф на љубовта и знаењето. Тоа е тежнење кон она што, како што вели евангелистот во Евангелието, што око не виде, уво не чу, ниту на човека на уму падна, тоа Бог го приготвил за оние што го сакаат. 1 Коринќаните 2 глава. Ете такво небо на возвишена љубов подготвува Бог за оние кои го сакаат. Сето ова претходно кажано ни беше откриено и дадено одново од Христа Бога, исполнувајќи го целиот наш живот, со небесата тука и сега, триумфирајќи ја земјата во однос и сјај на небесната љубов и убавина. Некои велат: кој е тој што слегол од небото на земјата за да ни го врати небото? Па никој друг, туку Бог. Кој од земјата се вознесува на небото? Никој друг, освен Богочовекот Христос. Или како што вели свети Атанасиј Велики, Бог стана човек за човекот да постане Бог. Бог слезе на земјата за ние да се вознесеме на небото. Тоа е вистинската смисла на празникот Вознесение Господово. Во тоа е светлината и неисцрпната радост на празникот Вознесение Господово. Ако е Христос на небото, ако веруваме во Него и ако го сакаме, тогаш и ние сме со Него на небото. Ако човекот се вознесува во Христа, тоа значи дека и нам ни е отворен патот кон вознесението, оти и ние сме повикани да се вознесеме. Тоа значи дека во вознесението ни се открива нашата цел и смисла како крајна цел, небесната радост на нашиот живот, Царството Божие. Се што не обкружува, непрестано не влече надолу. Додека пак празникот Вознесение, ние го гледаме Христа кој се вознесува во слава нагоре кон небото. Го гледаме Неговото божанско тело кое се вознесува на небото велејќи си во себе.
Ете, тоа е вистината за светот и животот на човекот. Тоа е она на што одсекогаш Бог не повикува. Бидете совршени како што е совршен вашиот Отец Небесен. Матеј 5 глава. Амин. Тропар на празникот. Си се вознел во слава, Христе Боже наш. Ги зарадува учениците советувањето на Светиот Дух. Уверувајќи ги во благословот, дека ти си Син Божи, избавителот на светот. Амин.